Драги пратки, денеска ќе зборуваме за неделниот хороскоп, поточно од денешниот датум, значи 21 септември до 28 септември. Значи некаде за 2 дена, значи од понеделник вечерта или вторник, сонцето влегува во Вага или Терезија, поточно кажано, но нас повеќе ќе не интересира кога да почнеме од месечината и од првиот зодиачки знак Овен, но пред да почнам, оние кои што сака да ме следат, можат да појдат на мојата веб страница, значи латиница, Пенички, цртица хороскоп, МК, средна цртичка, или на YouTube каналот кој го пишува на самото видео. И може да стават лайк, по желба, и да се претплатат, ќе ги следат сите мои нови видеа. Значи, почнуваме со неделниот хороскоп, почнуваме првиот зодијачки знак Овенот, кај него денеска утре и заутре месечина во него втора куќа, тоа е куќа на пари. Значи, овие 3 дена, во новите најмногу емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, кои ќе влијаат врз нивните одлуки што ги донесуваат на емоционално поле. Во вторник и среда може да очекуваат подршка од другарите и роднините, ќе бидат склони кон кратки брзи врски и мислам подршка на емоционално поле од нивна страна. И во четврток и петок емоциите им бидат насочени кон домот и родителите, тоа се денови кога може да очекуваат поголема подршка од родителите на емоционално поле. Значи, сонцето во понеделник влегува нивно 6-то поле, тоа е поле на работа, и ќе влезе во нивно 7-то поле, значи популарноста ќе се зголеми. Добро е за расчистување или за почување на судски спорови, ако ги имате, но популарноста ќе се зголеми и кај противниот пол. Не исклучува некои обнови да се појават и во медумите. Првиот зодијачки знак, но пред да кажам тоа, би сакал да кажам дека обновите треба да обрнат внимание на колегите и во односот со постојаници, бидејќи Сатурн и ретрограден кај нив во нивно 12 куќа, го кажам во минатото видео. Значи, вториот зодијачки знак Бик, кај него денеска, утре и заутре месечината и во нивниот знак ќе бидат емоционално расположени, напнати, понапнати и во зависност како се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. Во вторник и среда, месечината ќе биде во втором поле, тоа е поле на пари, значи емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи. И врските што ќе пасуваат, повеќе ќе бидат на материјална основа. И во четврток и петок може да очекуваат подршка на емоционално поле од пријателите и другарите или другарките, ќе бидат склони кон кратки и брзи врски. Кај нив сонцето од понеделник влегува во 6-та куќа на работа, што е со работа полна на делно поле, вашата доминација во однос на колегите ќе се почувствува на секој чекор, ќе полно за започнување собствен бизнис или минување на работното место. Кај близнаците, сабота, недела и понеделник не е полна емотивно поле, бидејќи месечината ќе биде во нивна 12 куќа, тоа куќа на подсвест, ќе бидат малку подепресивни, ќе следи чувство на несаканост и веројатно ќе побарат и некој можеби тенисна врска. Вторник и среда доаѓа до полно промена на емотивно поле кај близнаците, бидејќи месечината ќе биде во нивниот знак, но тоа е период кога ќе бидат преполни со емоции, склони кон чести промени на расположението и во зависност како се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат.
И во четврток и петок, месечината во нивна трета куќа, значи може да очекуваат поддршка од родините и другарите, и да склони кон заљубување, кон љубов на прв поглед и така натаму. Значи комуникацијата на емотивно поле ќе се зголеми. Близнаците влегуваат во еден одличен период за работа, значи поволен за започнување на собствен бизнис, да промени на работно место. Пардон, близнаците предстои поволен период на емотивно поле и за игрите на среќа, бидејќи сонцето ќе почне да транзитира низ нивна пета куќа, да љубов, деца, секс, хазарни игри и така натаму. Може да очекуваат поддршка од партнерот и децата, полноста ќе биде зголемена. Препорачувам на близнаци од понеделник редовно да ги следат игрите на среќа, можна и поголема добивка. Кај раковите, значи денес, недела и понеделник, емоциите или поточно месечината ќе биде во Ривна 11 куќа, тоа е куќа на пријатели или љубов кај што се добива, кај што се дарува, може да очекуваат поголема поддршка од пријателите на емотивно поле и од партнерот ќе барат повеќе да биде пријател отколку останато. Значи може и некој врска од пријателство да помине од пријателство да помине во емотивна врска. Во вторник и среда не е полно на емотивно поле, бидејќи ќе бидат поддепресивни, ќе следи чувство на несаканост, веќе четврток и петок емоциите се подобруваат, бидејќи тогаш ќе бидат полни со емоции, желба за љубов, но и ќе бидат склони кон чести промени на расположението, во зависност како се чувствуваат, така и одлуките ќе донесуваат. Они влегуваат во период кога најмногу активности ќе се одвиваат во нивна четврта куќа, дом родители, значи поголем период за семеен бизнис, за работа со недвижни, тргови и услужни дејности. Кај лововите, значи денес сабота, недела и понеделник, емоциите најмногу ќе бидат насочени кон кариерата и работата, врските ќе бидат повеќе поради статусот колку од емоции. Во вторник и среда може да очекуваат поголема поддршка од пријателите на емотивно поле, не е исклучено некоја пријателство да помине во врска, и четврток и петок за лововите не е полно на емотивно поле, месечени ќе биде во 12 куќа, куќа на подсвесни пријатели и така натаму, значи ќе следи чувство на несаканост, депресивност и може од партнерот постојано да бара да скрива чувствата. Лововите понеделник влегуваат во период кога може да очекуваат поголема поддршка од родините и другарите, период кога комуникативноста ќе се зголеми, лесно и брзо ќе склопуваат врски. Кај девиците во сабота, недела и понеделник месечина ќе транзитира низ нивна девета куќа, тоа е куќа на дух, религија, филозофија, странство. Значи може са желби за патување, надвораземја комуникација, повеќе странци или странкињи. Духот ќе биде исполнет со емоции, но и со авантуризам, и може да е некоја пократка авантура. Девиците влегуваат од понеделник во одличен финансиски период, но заборавив да кажам дека за вторник и среда дека емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, че врските и повеќе ќе воспоставуваат поради статуско емоции и во четврток и петок кон парите и материјалните работи. Може да очекуваат поддршка од пријателите на емотивно поле. И кој реков, девиците влегуваат во одличен финансиски период, чалбата ќе се зголеми, полно заложување и заложување за финансирање за работа со пари, вложеното брзо ќе се врати. Кај терезиите
Цялата недела и понеделник не е пълна на емотивно поле, бидейки месечен ќе биде онивно поле, тоа е поле на блокади и пречки. Значи може депресивност и блокади на емотивно поле. Вторник и среда оптимизмот се враќа на емотивно поле, докато ќе биде исполнет со емоции, со авантуризам, странците најмногу ќе ги привлекуваат или странки, така како сега да кажеш него. И во четврток и петок емоциите ќе им бидат насочени кон работата и кариерата, врските ќе ги воспостават повеќе поради статус отколку од емоции. Доаѓаат полека 5 минути на Терезијите, бидејќи од понеделник сонцето ќе почне да транзитира нидивниот знак, значи нивната доминација во однос на останатите нации, во однос на оние што ги окружува, ќе се почувства на секој чекор. Многу Терези ќе се најават на прагот на многу нови почетоци, значи од понеделник доаѓаат вашите 5 минути. Кај Скорпиите, сабота, недела и понеделник, месечен е во нивно седмо поле, значи полно на емотивно поле. Ќе донесе полни промени кај партнерот, ќе се зголеми популарност кај спротивниот пол. Тој ќе во вторник и среда и е полно на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна осма куќа, тоа куќа на блокади и пречки, и ќе може да почувстват многу блокади на емотивно поле, кои ќе бидат проследени со љубоморни и посилни сили. Скорпиите треба добро мнение од понеделник, бидејќи сонцето почнува да транзитира нидивна 12-та куќа, тоа е куќа подсвест, на подсвест на непријатели, куќа кај што ќе им донесе сонцето во 12 куќа недостаток на енергија, потешко ќе завршуваат работите и имунитетот на организмот ќе биде намален. Не им препорачува да започнуваат нови работи. Кај стрелците, недела, понеделник и сабота денеска, емоциите ќе бидат насочени кон работата, кон останите на делно поле, значи врските ќе бидат повеќе на делно поле, отколку на емотивно поле. Во вторник и среда и предстои полна промена на емотивно поле кај стрелците, бидејќи месечен ќе биде во нивно седмо куќа, ќе биде донесалца во однос до партнер, ќе се зголеми популарност кај спротивниот пол. Така да, тоа е добро, а веќе во четврток и петок треба да внимавате, бидејќи емотивно поле може да дојде до блокади и пречки, последени со љубовни посилни цели. Кај стрелците овој период е поголем кога се прашају пријателите, значи најмногу ќе бидете насочени во неговите период кога најмногу ќе бидете насочени кон политиката и современите технички средства. Период кога може да очекувате поголема подршка од пријателите, особено од дејателните пријатели, ќе ви се отворат многу врати за кои за вас беа затворени. Кај јарците денеска утре и заутре, значи сабота, недела и понеделник е полно на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна пета куќа, тоа љубов, деца, се и света не ги корисува. Значи може да донесе ренесанса во однос со нив. Во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон работата, кон останите на делно поле, значи врските ќе бидат повеќе на делно, отколку на емотивно поле, и во четврток и петок ќе пресува полни промени на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна седма куќа, тоа куќа на драг заеднички живот, сериозни врски и така натаму. Популарноста кај спротивниот пол ќе се зголеми, така да полно е, ќе доживеат ренесанса, кој што реков, на емотивно поле. Јасите влюбуваат и добар период на кој опрашна работата и кариерата, сонцето ќе транзитира нивна 10-та куќа, тоа работа и кариера, значи ќе се даде можност да напредуваат, може да дојде до раководно место, полно за собствен бизнис, да започнува, за отменување на работно место, да почнува на собствен бизнис и така натаму. Нивната доминација во однос на колегите ќе се почувствува.
Кај во долините, значи во петок, сабота и пардон, во сабота, недела и понеделник, месечиња ќе пасуваја во нивна четврта куќа, што значи дека емоциите ќе бидат најмногу насочени кон домот, родителите, од кои може да очекуват и поголема поддршка на емотивно поле. Но и ќе се објават да влијаат врз одлуките што ги донесуваат основните родители. Во вторник и среда може да очекуваат поголемо промени на емотивно поле. Емоциите ќе бидат насочени кон партнерот и децата, од кои ќе добијат и поддршка на емотивно поле. И емоциите ќе бидат големи. Веќе во четвртак и петок емоциите ќе ги насочат кон работа. Кон работата, значи најмногу ќе бидат насочени кон нив и врските што ќе го спсуват повеќе ќе бидат на деловно отколку на емотивна основа. Јас сум на последниот зодијачки знак Риби и реков да заборавив да нагласам, ќе ми просвете. Кај водолиите, значи, од понеделник, сонцето влегува во нивна девета куќа, добро за патување надвор од земјата, за комуникација со странци, за работа со странство. Најмногу ги привлекува страната религија и филозофија, особено источно. Кој што рекав, освен уште еден зодијачки знак, тоа се рибите. Кај нив, значи денес, сабота, недела и понеделник, месечиња ќе биде во нивна трета куќа, може да очекуваат поголема поддршка од другарите, роднините, така натаму, ќе бидат склони кон заљубување, кон кратки и брзи врски. Во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон домот, кон родителите, што да их може да очекуваат поголема поддршка, но и нивно силно влијание врз одлуките што ги донесуваат. И во четвртак и петок, пресо поголеми промени емотивно поле, емоциите ќе бидат насочени кон партнери децата со кои ќе доживеат голема ренесанса. Они влегуваат малку потврдок период, бидејќи сонцето ќе почне да транзитира низ нивна осмо, куќата е куќа на блокади и пречки. Така да треба да обрнат внимание на финансиите, во работа со туѓи пари, позајмиците и кредитите. Рекавте, толку беше за неделниот хороскоп, уште еднаш ќе повторам што сакам подетално. Треба да ме побарате на мојата веб страница хороскоп Крајниски.мк, значи со мали букви се. Таму го има мојот телефон, контакт телефон, или пак на YouTube канал кој го гледате испишан, хороскоп Крајнички, можете видеото да гледате на YouTube, ако имате желба можете и да се претплатите бесплатно и први да го видите моите налеги, неделни хороскопи и така натаму. И посакам убав ден, убав викенд, до следното наше гледање.